Семејното насилство е тема на која што се повеќе треба да се разговара и дебатира со цел подигнување на свеста кај населението ширум државата. Од огромна важност е граѓаните кои ќе се најдат во таква ситуација да се охрабрат и да ја бараат заштитата преку соодветните институции, велат надлежните. Според искуството во 2020 година, статистиките на надлежните институции покажуваат дека за жал се зголемило семејното насилство дури и за време на пандемијата од коронавирусот. Но искуството на адвокатите вели дека зголемен и процентот на лица кои што побарале правна помош за разрешување на проблемите. Во изминатата година се јавува еден растечки тренд на бројот на лица кои што се како жртви на семејно насилство, кои што бараат правна помош. Од еден аспект е тоа позитивно, бидејќи конечно голем дел од лицата се охрабруваат без разлика на полот, бидејќи како се јавуваат жени жртви на семејно насилство, така се почесто и почесто се јавуваат денес и мажи жртви на семејно насилство, така што овие лица конечно собираат храброст да ги превземат потребните правни действија да се заштитат себе си, па дури и останатите членови на семејството си. Адвокатот Димовска за Здравкин вели дека соодветно време за да се побара правна помош е веднаш во моментот кога некој лице ќе забележи некаков сигнал кој упатува до семејно насилство. Потребно е веднаш да се консултира адвокат, потребно е веднаш да се побара правна помош. Секое чекање, секое одолговлекување на жртвата семејно насилство е само начин на нејзина штета. Се става себе си во ризик, се става во ризик и останатите членови на семејството, така што вистинското време е веднаш. Значи не треба да се чека и при најмал сигнал и при најмала појава на семејно насилство, потребно е да се побара правна помош, со што адвокатот ќе знае да ги превземе сите потребни правни действија за да обезбеди максимална заштита на лицето.